Добро утро, почитувани слушатели на Радио Лидер. Добре дојдовте во уште едно издание на Утринско еспресо на 98,1 FM. Ова утро имаме специјална емисија со специјални теми. Имено, нашиот долгогодишен веќе соработник Звонимир Јанкуловски во изминатиот период истражуваше за обоените револуции како форма на војување. Ние се уште не се наоѓаме во фаза на обоена револуција, но можеме да видиме неколку во соседството со сите тие механизми, методи, како се спроведуваат, која им е идејата, како државите заглавуваат по нив и така натаму. Добро утро, Јанкуловски. Добро утро. Имаме ситуација дека ние во 2014 во Мајден имаше обоена револуција по која беше симнат Виктор Јануковиќ. Украина стигна таму каде што стигна, сите ја поддржуваме денес. Но проблемот со државата е кулминацијата на проблемот на една држава која ќе заврши на мировни преговори. Да. Имавме ситуација во Македонија, имаше шарена револуција која обезбеди тоа што обезбеди, која направи тоа што направи. Се уште ги плаќаме, како сика, ја плаќаме цената на Имаше обоените. неколку обиди кои пропаднаа по Европа во изминатиот период. Има сега во моментов една револуција во Турција, гледаме снимки по улиците како демонстранти, вчера трчаше Пикачу облечен во тоа што е. Имаме ситуација да Србија е веќе подолго време влезена во дестабилизација. Која е поентата на шарените револуции? Дали се тие еден канализиран народен безнароден револт против властите, против начинот на владење и слично? Очигледно не се, мислам. Знаете, се обидувам да не бидам љубител, но на идејата дека историјата се повторува. Но сепак, кога ќе видите некои модалитети како формираат образци кои се повторуваат во така наречените револуции, почнувајќи негде од 2000-та година, од булдожер револуцијата во Србија, преку револуцијата на розите во Грузија, до Мајдан, до арапската пролет, кај што имавте цела низа на така наречени обоени револуции или како сакате кажете ги, ќе видите дека одредени образци се сосема слични. Имате инспиратор, односно имате оној што ги планира, имате финансиери, имате извршители. И секогаш има иницијален момент. И тој е образецот точно. Нешто што ќе го потигне, што би се рекло, народниот револт. И тоа е образец кој се повторува. Колку и да сакате да верувате дека се работи за изворни, за автентични, автохтони, да кажеме, придвижување на масите во контекст на низ протести да ја менуваат реалноста во која живеат, сваќате дека сепак е далеко од тоа. Затоа што јас сум од оние кои се уште, како си кај, ужива во музиката на Азра и на она бунтовна музика од 80-тите и 90-тите, кога во една песна Азра прашува токму за револуциите дали би трчал повторно во ровови. Овие не трчат во ровови. Инспираторите туку ги користат ваквите незадоволството на граѓаните, го користат како иницијална каписла за она што значи народен бунт или далеко од тоа да се работи за револуција, затоа што се строго контролирани, финансирани и водени. Но секогаш имаат одредена иницијална каписла. Да речеме, арапската пролет официјално почнува на 17 декември 2010 година, кога 26 годишниот уличен продавач Мухамед Бузази, нели, се само запалува во Тунис, се случува. Да. Како во знак на револт, по случувањето, оно што се случува со властите и така натаму. Во Србија, 5 октомври, да речеме, иницијалната каписла за се тоа беше исто поврзана со
владењето на Милошевиќ, Да. со сите тие приведувања и слично. Шарената револуција во Скопје, официјалниот почеток беше она, како се вика, Смртта на малата Тамара. смртта на малата Тамара, студентскиот пленум, па на тоа се надоведе една извадена од контекст снимка за убиството на Мартин Нешковски, кој па неколку години претходно беше исто така момент за токму манипулативна за снимка. проба да се проба, нели, да се создаде една друга шарена револуција. Ќе се подсетиме на случајот со Мартин Нешковски, дека практично за 3 дена убиецот беше фатен, уапсен и така натаму, но и покрај тоа цело едно лето се протестираше во Скопје. Тоа не е ни толку, нели, важно кој е настанот, иако во моментов дана вистина е важно во Србија за оваа нова, нели, револуција, како иницијална каписла се зема на Стрешницата. Знаете, во многу од овие тврдења иницијалната каписла, односно причината зошто се случуваат, е оправдана. Не знам, умреле толку луѓе, немало никаква одговорност. Се случило убиство на млад човек во центар на Скопје. Се случило ова, се случило она во Тунис или не знам каде. Во Турција властите имаат сериозни предизвици со демократијата. Но суштината е дека образецот на се ова доаѓа од неколку, како да кажам, учебници. Шематизиране. Нема тука, мислам, знаете, онако... Јас во 2013-та учествував на една обука организирана од Форум. Имаме сертификат за тоа, центар за како беше стратегии и политики. Тоа не беше на Ѓунер и на Сашо на времето? Да. На токму на таа организација, и таму не запознаа со прирачникот за организирање на ненасилен отпор од, мислам дека беше Джин Шарк или Шарп, така нешто беше. И сега во американски автор од 70-ти, каде што буквално се ова што го гледаме се опишува на еден или на друг начин. И Canvas има малце апдейтиран тако. Да, нова верзија на прирач. И тој ни го презентира. Али основата е иста. Базата е иста. И гледам, многу се манипулира со идејата дека се работи за протести и дека оној кој е против ваквото организирање младинско или какво сакате кажете го, дека во основа го негира правото на протест. Гледам тоа на социјалните мрежи доста се дебатира. При тоа заборавајќи дека правото на протест е право кое никој не може да ви го одземе и суштината е да може да ги комуницирате идеите со јавноста. Меѓутоа, овде се губи смислата на протестот затоа што идејата е сосема поинаква. Што значи ова што го спомна дека трагедијата се користи како иницијална каписла за граѓанско незадоволство кое потоа се канализира низ определен модалитет на однесување на протестантите. Крајниот резултат. Кажете ми една револуција која значила подобрување или промена на демократскиот амбиент во државата кон подобро. Грузија... Ако верувате Сирија дека денес живее подобро, или Египет, или... Египет, погледajte, од една страна на Мајдан имавте ултранационалисти, од друга страна во Египет имавте револуцијата на умерени муслимански браќа. И кога ќе го споредите, образецот сосема е различен на оние кои се беа носители на немирите. Кога ќе го споредите образецот, ќе видите дека во основа се движа во ист правец. Со тоа што погледајте до каде Украина, како што рече, заврши на мировна... Во Ријате, во моментот преговара за мир, со кој практично... Со изгубена територија. Во најпозитивна, нели, опција, Украина би изгубила 20% од својата
територија тоа и е. би изгубила неколку трилиони вредни минерали. Значи, во најпозитивна... сето тоа е неважно, што ќе го изгуби. Важно е што околу милион луѓе се погинати. Погледајте ги сликите со гробиштата во Украина, просто се застрашувачки и едноставно побудуваат чувства Да, но професоре, знаете, јас сум постојано во една дебата со самиот себе си. Зошто го тврдам ова? Па дали... Имам еден таков пријател што исто така води дебати и меѓународни конференции, пошироки. Не, јас со самиот себе си дебатирам затоа што постојано се наоѓам пред предизвикот. Добро, но знаеш како? Па оправдано било против Јануковиќ да се протестира. Видете како владеел. И така. Може би оправдано беше против Груевски да се протестира. Видете што правеше братучет му низ државата. Никој не спори дека протестот е оправдан. Мислам, начинот на изразување на незадоволство, идеи, во основа треба да го комуницирате со некој. Меѓутоа овде не се работи за спонтани протести. Овде се работи за строго контролирани, планирани, финансирани и извршени протести од одредени центри. И тоа го пишува, мислам, дури западните аналитичари тоа го признаваат. Ова не е, да кажеме, дидете у Русија, па не успеала шарената револуција во Русија, па вадите заклучок дека тоа е поврзано со една недемократска влада во Русија и сето тоа што следи со кон револуцијата, меѓутоа ова го пишуваат аналитичари, западни аналитичари кои шарените револуции ги споредуваат со средство за војување, кое крајната цел, во основа тоа не е мека моќ на државата, тоа е токму онаа тврда моќ, каде што крајниот резултат на револуциите се насилни промени на не само на политичкиот систем, туку насилни промени во геополитиката која се случува во одредени региони во светот или во одредени држави кои се зафатени со револуциите. Велат дека во овој момент, ќе навлеземе подетално низ оваа емисија, почитувани слушатели, во самите методи и ќе ве научиме да ги препознаете, нели, самите методи, но ајде да почнеме од почеток. Се смета дека во овој момент некој, не знам кој, не можам да зборувам, има идеја дека треба еден, како да кажам, еден коридор да биде зафатен од шарена револуција. Во Грција минатиот месец гледавме огромни протести. Да. Вие го следите тоа. Да. Во Србија има 4 месеци блокада, буквална, и на образовниот систем, и на основното, и на средно, и на високо образование, и на улиците понекогаш, и Србија е де факто зафатена од една, како да кажам, една блокада, каде што носители на сето тоа се студентите. Дали ми се допаѓа Вучич? Уопште не ми се допаѓа. Тоа нема, дали ми се нема допаѓа, врска со Вучич. Дали ми се допаѓа начинот на кој тој се справува со ова, со оние вештачки инструирани студенти, чаци, што ги нарекуваат, не ми се допаѓа. Но дали е реално Србија блокирана во изминатите 4 месеци? Море како 4 повеќе, скоро пола година, да, блокирана е. Во исто време го гледаме зародишот на ова истото во Будимпешта, дека се случува, и во Скопје. Во Скопје не може уште да ги дадеме финесите, но очигледна е намерата. И сега, имате еден коридор кој почнува од Атина, а завршува во Будимпешта. Геополитички, веројатно, едно од најважните трансферзали, доколку некој кој е надвор од Европа сака да има геополитичко влијание во Европа, независно дали станува збор за Кина, независно дали станува збор за Соединетите Американски држави, не коментираме, тоа не сме ние геополитички експерти, иако очигледно е кој е, но ај сега да не навлегуваме во тоа. Но како тоа наеднаш се почувствува потреба да се дестабилизира цела оваа линија. И некако случајно се погледа, тамо најдоа годишнина од трагедија железничка во Грција, во Македонија најдоа случај кој на вистина
и да трагичен и да не беше случајот, веќе се навестува контурите на уште со Фросина Кулако ја се расправам со вас. Пишував за тоа дека и пред незе веќе се, како се чувствуваше промената во невладеното движење, односно промената, наглото будење на невладениот сектор, кој беше едноставно хиберниран 7 години за се она што се случуваше во времето на владењето на Заев. Едноставно немаше никаков одговор кон глупостите и кон несреќите што се случува, затоа што исто имаше трагични настани кои можеа да провоцираат и протести и организирање на младите и се, тоа го немаше. Одеднаш како што се промени власта, така почна прво скромното будење, затоа што поразот политички беше премногу јак за да нагло излезат на политичката сцена, за веќе да се профилираат во она што денеска се случува, или како сакат извозот на една револуција. Ние испаѓа дека сме со Србија како везани садови, она што се случува во Србија по некој дефолт треба да се случува и во Македонија. И видовме сето она што се случува горе, полека се прелева во Македонија. Грција е сосема друга приказна, затоа што Грција имате многу јако анархистичко движење, тоа се виде по протестите, мислам. У Грција излегуваат да се конфронтираат со власта, меѓутоа на начин на кој тоа го правеле анархистите во почетокот на векот, да кажеме, на минатиот век, и тоа е во ред. Мислам, протестите се за тоа. Имате енергија која е компресирана, енергија која треба да се вентилира на одреден начин, протестот е за тоа. Тоа се протестите у Франција, у Грција, меѓутоа овие протести имаат сосема поинаков образец на делување. А каков е тој образец? Образецот кој прво целните групи, видете ги. Вие би застанале против студентите и против младите? Не би. Ја прв ќе ги подржам, секогаш ќе ги подржам. Затоа што младината ја носи промената. Младоста ја носи, младоста е бунтовна. Меѓутоа, начинот на кој младоста се манипулира во конкретниве случаи е просто зачудувачко. Дали е зачудувачка? Не, меѓутоа се манипулира со она што е не расипано чисто. Па добро се. Незадоволството. Значи, но има тука една друга димензија. Знаете, во Србија баш ги коментиравме пред некој ден, токму од таму се инспирирав за оваа емисија, викам овој петок морам да ја направам оваа емисија. Во Србија има оние народни собранија. Вие ги пратите подобро. Да, совети на загрижени граѓани, совети, како се вика, на родители по основните училишта во Србија. Има пленуми кој е начин организирање кој бил во 30-тите години, дури во основа тоа е речникот на анархистите. Анархистите едноставно го изгубија тлото во контекст на она што значи беа поразени од марксистичките револуции кои се случува во првата половина на 20-тиот век. Така што враќањето на анархистичкиот речник и во основа се ова што се случува многу заликува на анархистичко движење во Србија. Негирање на институциите, формирање на паралелни институции кои не може да функционираат. Институции на директната демократија. Каква директна демократија? Да можело директна демократија, тоа ќе го направиле оној првобитен договор за кој пишува Локи и Хопс. Да, ќе било во основа враќање во првобитната состојба на хаос, каде што државата се јавува организиран ред во општеството, се воспостава организиран ред во општеството. Во сабота сега во 11 часот да изрекламираме пред собранието ќе има Народно собрание, каде што која го организира иста во оваа групација. Што значи Народно собрание? Од претходно нели што организираше протести, ти треба да се соберат таму и граѓаните ќе да зема да прочитаат малку мислам за промена. Ќе дале свое мислење како треба да се случи овој што правиме со представничката демократија? Па тоа има изговорот. Сега тука на вистина утна и представничката демократија, морам да бидам искрен, кога одлучи да оди на пауза
во овие тешки моменти, они викаат чим вие одите на пауза, еве ние сега ќе се собереме овде. И тие ќе бидат паралелните институции во државата која ќе го решат проблемот на мнозинството на граѓани, затоа што они го представуваат мнозинството. Они се декларираат дека се мнозинството на граѓаните во општеството. Малце наивно. Мислам, убаво кажува еден професор од Белградски универзитет, вика, се работи за луѓе кои немаат завршено основни студии. Не, добро, дел од овие тука имаат се образовани. Во која смисла образовани? Па не знам, имаат на универзитетите на кои предаваат нивните татковци, мајки имаат завршено. Тоа нема врска со родителите. Мислам да ги тргнеме настана родите. Начинот на кој комуницира со јавноста е тотално непознавање. Ова се токму негирање на системот, она што анархистите го правеле. Демек, системот не чини, тотално ќе се абстрахираме од системот, а системот е единствен. Па еве кај нас велат, системот е виновен, системот не функционира. Не баре системот е некаква абстрактна именка, а не е тоа луѓе кои го сочинуваат и не, тоа е пак велам, треба основно познавање на работите. Како се движеле, ви кажав, порано револуциите биле иницирани од големи идеи, стварно мислам, без оглед дали се согласувам или го сакам марксизмот, или не го сакам, сепак била идеја која била голема, која, како се ка, анимирала и потикнала луѓе да се борат за незе. По шпанската граѓанска војна иделе луѓе кои биле и образовани, знаеле, кои биле задоени со идејата, меѓутоа кои припаѓале на сосема други класи во западната. Да, но знаете што е идејата? И зошто марксизмот, нели, е силен за разлика од ова дене што го имаме како шарени револуции. Марксизмот и го поразил анархизмот. Ама и зошто го поразил? Затоа што марксизмот нуди решение. Комунизмот има решение. Доколку вие не треба да одите подалеку, еве, сите овие студенти, левичари, така нато. Не. Би спориле дуце. Не влегуваме, ќе влеземе. Тука ќе застанеме. А што е разликата помеѓу овие шарени обоени револуции и комунистичките револуции во Советскиот сојуз, комунистичката револуција која сакате во Југославија? Нема идеологија, нема идеја позади. Да. Кога умреа големите идеи со крајот на историјата на Фукујама, револуциите стануваат шарени. Тоа е суштината. Комунизмот има рол модел, вика, ја го рушам системот кој е капиталистички и ви давам нов систем. Значи, сега тој нов систем не профункционира, заврши оне како што заврши. Шарени се токму средство на начин на војување кој не подразбира оружје, кој не подразбира ровови, кој подразбира народен бунт, кој треба да биде канализиран за одредени цели. И не е воспоставен никаков систем, нели, немаат, знаеш, они ќе давале народни предлози како да се решила ситуацијата. Тоа е така хаотично, така проблематично, така невозможно. Така и во соседна Србија имаат пленуми кои решаваат, во чие име решаваат, каде што универзитетскиот пленум, професори од универзитетот идат да реферираат пред универзитетските пленуми од студенти. Замислете, во позиција на универзитетски професор да реферирате пред студент. Мислам, малце наивно и малце, не знам како да кажам, наивно. Еве имам еден слушател од како се вика од Швајцарија, вели тие одеу вика сака дури Швајцарија да ги укине тие механизми на референдуми за се и се што кои се една форма на директна демократија, затоа што не сакаат да влезат во Европа. Да. Овие нудат непосредна демократија, секој да одлучува во своето мало. Така, у Белград бев на... Знаете како? Јас кога ќе слушнам постојано, мене сега ме обвинуваат деновиве. Ти се однесуваш како брутален заштитник на системот, што ти даде тебе тој систем и така натаму. Значи, ти си платен, ти си ова, ти си она. Значи, јас доаѓам, почитувани слушатели, од тотално несистемска позиција за се во животот. Ја немам до трето колено запослено државно ни еден човек. Со генерации назад. Значи, до трето колено. Значи, дел од системот нула. Не на овој систем, само данок што му плаќам, друга корист од него немам. Значи, политички, партиски или било како не ми е гајлен.
Но, она што ми е гајле, е дека, прво, не е можно реформи на системот да се бараат, односно системот да не чини само една опција која е на власт у Македонија. 7 години системот беше супер, иако умираа луѓе, се случува. И сега наеднаш има нова власт и сега страв вие да ја предизвикате новата власт, пошто има многу голем рейтинг, и сега прво нешто е системот е крив. И, значи, одат и скандираат убици. Кој е убиец, бе, кажи ми со име и презиме кој е убиец. Кажи, еве, Мицкоски е убиец. Зошто? Што направил он за да биде убиец? Не знам, Николовски е убиец. Антонио Милошовски е убиец. Кој е убиец? Лесно е да одиш ти по улица и да скандираш убиец. Кажи ми кој е убиец, ја да знам. Полемизирај со убиецот, објасни зошто тој е убиец, па да видиме како сите ќе те гледаат како ненормален. Суштината е дека, не, извини професоре, суштината е дека во овој момент ова што се случува не е никаков обид за никакви промени на системот. Замислете. Синовите на оние кои не сакам ни да ги спомнувам, сега веќе ми е имам санитарен кордон полека си градам околу овие луѓе, затоа што се хранат кога ќе им ги спомнеш имињата. Но синовите на оние кои украдоа 18 милиони од Маđar Телеком, 100 милиона од делови вакви, 500 милиона од ова, 300 милиона од Евана. Сега тие треба да го реформираат системот и тие препознаат дека системот е тру. Извинете господа, системот е тру за Љупчо Златев, кој од нула работи приватно цел живот. За вас, што живеете од парите украдени од вашите татковци, од тој систем, вие сте уствари продуктот на овој систем, вие сте на врвот во овој систем. Како сега вие ќе го рушите системот кој се наоѓате на врвот од него? Добре, ова е типичен пример. Оно што кажав, револуциите вообичаено се спонтани и се случуваат во одреден момент на историјата, кога историјата навлегува во вашите животи и ги менува. Овие револуции, така наречени обоени револуции, во основа се добро исценирани, планирани и водени. Тоа е суштината на ови. Меѓутоа, ова што кај нас се случува повеќе револуција која е затскриена, политички интерес кој е затскриен за трагедијата која и се случи на Македонија. Тоа е, знаете, не може дури ни обоена да ја наречите, затоа што цената не е боја. Токму оваа револуција функционира на, како се ика, на трагедија, не функционира на промена на систем, затоа што трагедии се случува и во минатото, во овие претходни 7 години. Во самата трагедија, ние во оваа трагедија, сега како сакате сватете го тоа. Ова може да ви звучи брутално, што ќе ви го кажам, но ужасно е. 59 млади животи изгасна. Многу страшно, многу тешко. Се случи што се случи, видовме што се случи. Но во оваа трагедија Македонија покажа една друга работа. Покажа дека може да делува во исклучително тешки Македонија околности. Покажа дека има систем. Во 6,5 Сабајле, во воена болница слетаа првите хеликоптери со повредени. Во 9,5 излегува од државата првите кои може да излезат да се лекуваат надвор. Држави големи, како Словачка, како Чешка, како Србија, како Словенија, повеќе од 15-20 повредени вакви не можат да третираат со овие повреди. Србија не може повише, ние у моментов максималниот капацитет на Србија за лекување на вакви повредени, Србија нас ни го дава. Значи Србија, зборуваме за многу поголема земја од нас, со институции од Југославија исто остаени. Бугарија, исто, максималниот капацитет на повредени од изгореници, од ваков тип, што може да ги третира, ни го дава во моментов нас. Луѓе, покажавме дека има систем, покажавме брза реакција. Да. Покажавме дека има нов начин на владење, нов начин на управување со државите. Покажавме, не покажа, ова не е заслужен за ова ни Мицкоски, нема да му ги давам него креденшалот, дека он го направил ова. За ова се заслужни сите доктори, сите центри за кризи, управување и сите медицински сестри, сите шофери кои ги возеле, но и сите кои координирале, и министерство,
и сите, еве, нема да им даваме, еве, нема да му ја даваме, ќе ви направиме кејф, нема на Мицкоски да му ја даваме заслугата. Иако запрашајте се... Пак доаѓаме. На кого тогаш? Точно. На системот? Да, на системот е. На системот кој вие сакаат да го срушат. Чекај, системот има политички луѓе кои го носат системот и кои го управуваат. Не може да побегнеш од тоа. Добро. Мислам, одиме понатаму. Тоа покажува дека има промена во системот. Знаете, имаше една парола за време на едни избори, вика напри разлика. Јас ова го кажувам намерно, но за да не речат, еве ти Мицкоски го браниш, ти ВМРО го браниш, така натаму. Тоа дали ќе речат или не. Не, одиме понатаму. Љупчо, дали ќе речат или не, тоа е најмал проблем. Ќе речат и без да кажеш. Што значи, нивниот капацитет на размислување оди во тој правец. Дека или си инструиран, или као што напише еден мој колега, или има завраќање. И тука нема... Јас ниту сум инструиран, ниту ми имам завраќање. Едноставно, со зрелоста, со годините учиш дека не треба да полемизираш со луѓе кои во основа тоа го прават од сосема поинакви поводи. Едноставно се повлекуваш. Значи, благодарение на овој систем кој Македонија го активираше, кој профункционира, до овој момент, значи, имаме се уште немаме зголемен број на жртви за ниту еден. И така треба да остане, да се надеваме. Сега вака да ја кажам. Во првите моменти кога се справувале со овој проблем, дел од луѓето, и ова треба државна безбедност да испита. Немаме државна безбедност. Имаме. Овој настан покажа дека има. Дел од државна безбедност треба да испита. Дел од луѓето кои се остатоци од претходно во здравствениот систем инсистирале да не се оди кон лекување на загинатите во странство. Инсистирали, рекле ова е срамота, но откако тука пред се, и ова е ексклузивно ќе го кажам, реакцијата на државниот врв, пак реакцијата, извини, на државниот врв и реакцијата на здравствените консултанти, докторите кои ги имавме уште истиот ден од Израел, е пресудна да се одлучи дека треба овие тешки случаи сите да се носат надвор од Македонија. И покрај тоа што очигледно дел од нашиот систем инсистирал тие луѓе да останат овде. Според проценките на израелците, не според проценки на овој или на оној, кој еве радиолидер ексклузивно ово утро ви ги кажува, доколку не се случила брзата реакција со која што беа изнесени овие луѓе надвор од Македонија на лекување, бројката на загинати во овој момент ќе беше околу 100. Нешто што тие во исто време го најавуваа на социјалните мрежи, кај што вика 100 гроба биле, 100 луѓе починали и така натаму. Ова треба АНБ да истражи, еве им допред глас, кои се тие луѓе кои се противеле на излегување на носење или на повредените во странство и активирање на европскиот систем кој е активиран. Тоа е наше право како земја која преговара со Европската унија да го искористиме овој систем за заштита и спасување во вакви посебни кризни ситуации. Значи, постои една групација која барала да не одат овие луѓе надвор, кое што е, нека си истражи АНБ. Одиме понатаму. Профункционира здравствениот систем, го видовме тоа брзо, има и една жртва, еден херој на ова, тоа е оној возач на амбулантното возило од Кочани. Следниот систем кој профункционира, наеднаш видовме дека овие обвинителство знаеле да работат, бе. Они, значи, под притисок. Знаеле да работат. Ние имаме, не биле толку неписмени, значи они биле само корумпирани претходно. Иначе кога треба да се сработи нешто, заедно да работат. И сега пази. Сега кога профункционира и тоа, имаме толку луѓе во притвор, толку таму, сега имаме едно друго толкување. Сега наеднаш е проблематично зашто некој не е во притвор, туку е во куќен притвор. Љупчо, секојаш ќе има. Затоа што овде без оглед што сака да ги представат
да го представат ова движење младинско, како сакаш наречи го, па и револуционерно некое, дека се борат против системот кој е следен, заборавајќи дека сепак се гледаат нишките на онаа политичка немојк на одредена политичка опција, која не може поинаку да се профилира во моментов на политичката сцена, па ако користи човекова нашата болка и тага за сето ова што се случува, ја користи за скрие назад овие протести. Мислам, евидентно е. Тие може колку сака да тврдат дека не се политички обоени. Се политички обоени. И тоа е она што може да вика дека не стои никој зад нив, дека сепак одредена структура веќе се препознава во начинот на однесување, предпаузата за реклами, еве уште една. Во начинот на местата, изборот на местата каде што за реклами имам уште една поента во однос на овие што протестираат. Велат истите овие ги прават протестите за Фросина Кулакова, каде што едно девојче беше усмртено од еден серијски престапник, серијски човек со огромно досие кој требало одамна да биде тргнат од улиците, и вика тогаш се случи и сега се случи. Ја викам и добро, што дава тоа оправдување, дека односно едно толкување дека овие едва чекаат некој да умре за да може да прават протести, така? Во основа они протестот го хранат од трагедијата и болката на луѓето. Тие поинаку не знаат. Затоа, знаете, секоја генерација има револт, носи одреден револт кој се обидува да го канализира на одреден начин во општеството. Ова е сосема спротивно тоа, затоа се и обоените револуции. Во основа тоа е капислата, она ударна каписла која го иницира почетниот начин на собирање и манипулација со масите околу одредена трагедија. Прирачниците и книгите кои сега си ги препраќате помеѓу вас, јас и професорот одамна ги имаме читано. Ние мислам... Сега, суштината е одамна ги имаме учено, одамна имаме пишано, трудови за таа работа. Ако некој бил за протест, јас сум, например, начинот на кој се организираат протести во Македонија. Протестот е неограничен, како право во уставот на Република Македонија. Го ограничија. Мора да го пријавите. Не пишува нигде. Уставот, прочитајте го убаво членот за протестот, ќе видите. Тоа е исклучително демократско право на граѓаните. Па бара протестите да се тргнат од улиците на времето. Ти си млад, не знаеш, имавме расправи за тоа, па се зафркав шо ќе протестирате наводно на некоја падина кај што никој нема да ве чуе, тоа е. А шо па сега кој ќе ве чуе у 7 навечер, ако отидете пред влада да протестирате, кога у влада освен чуварот и полицијата од надвор нема никој. Меѓутоа владата, зградата е символ на системот. Не е случајно одбрано владата. Чекајте, имаше горе луѓе 15-14 колку беа во болницата во Тетово. Видовме ваква брза реакција. Видовме реакција на правосудниот систем во поглед на гонење на сторителите. На крај заврши со кабел. Причината за пожарот е кабелот. А никој не го отвора. Еве ги. Нека протестантите нека го отворат прашањето за која цел била направена таа болница. Не била за лежење таму. Тие во овој момент велат дека дури таа трагедија е причина за овој протест сега. Сите трагедии се причина. Ако, меѓутоа, што молча 7 години? Зашто не реагираат тогаш? Ние се расправавме тогаш, знам, објави в колумна дека се навестуваат контурите на новата тоа шарена, не знаев дека ќе биде црна, дека нема да биде обоена, туку црна револуција во Македонија, се навестува контурите со погибијата на Фроси, на девојчето, во сообраќајната несреќа. И тука веќе се навестуваше дека тоа ќе биде искористено како иницијална каписла за организирање на одеднаш невладиниот сектор се разбуди. А токму имаме потврда од државата која е имала организацијата која ги финансирала овие протести низ Европа, низ државите, да кажеме, во контекст на шарените револуции. Ќе се вратиме по рекламите на оваа тема, ќе продискутираме и за инструкторите, и за учесниците, и за сите тие работи, и нормално за нашиот идол на оваа револуција, тоа е младичот со мегафонот. Харис Рамович вели: народ све види, немојте
да га лажете. Браво, Харисе. Ние тебе не се обидуваме да ти излажеме. Ангелина Јаневска вели, ајде не се лажеме. Предводниците на овие протести всушност го штитат овој трул систем, а со заштитување на овој систем си се штитат себе. Доправа доаѓаат процесите за претходната власт и нормално е претходните да направат се, ама баш се за да се заштитат. Според мене сите што пробуваат да ја срушат власта се поддржувачи на криминалот, кој всушност се тие самите, а студентите се само статисти во целата оваа играрија. Прашувам зошто поддржувачи на левица претежно се младите, тој студентите, и прашувам дали Димче ја користи оваа позиција на професор за заведување на студентите. Добро. Значи, Ангелина, твоите аргументи се такви какви што се, но една од идеите на овие обојни револуции е токму да создадат поларизација во јавност. Односно, токму ти да речеш овие се заштитници на тие, односно на претходната власт, кои сакаат да ја срушат оваа власт. Суштината е дека тоа е идејата. Ние да се поделиме меѓусебно. Но има една друга димензија која никој не ја гледа. Тоа е, сите велите, трул е системот. Океј. И Панче Тошковски излегува и века кај да тропнеш, труло е. Јас согласувам и со вас, и со овие кои протестираат дека е трул системот, и со Панче Тошковски. Но, она што, за да се промени работата, треба ние како општество да собереме снага и да го признаеме, е дека постојат делови од системот кои не се трули. Ја можам да ви набројам, например, као што имаат стандарди дискотеките, имаат и медиумите стандарди. Нас не контролира Агенција за медиуми. Ние имаме ригорозни контроли секоја година, ригорозни контроли кои ги поминуваме, и ја не можам да кажам дека тоа е шалабајзерска институција во која што ја можам да направам превара и да не исполнам нешто тоа што треба да го исполнам. Еве пример ви кажав. Друг пример. Ми се обидуваше председателката на судски совет преку компанијата на нејзиниот сопруг да извлече од едни физички лица тотално неосновано 700.000 евра во случајот, над 700.000 евра во случајот Скопски пазар. Врховниот суд бев на рочиштето минатата недела, не и дозволи да го направи тоа. Значи видов уште еден изблик на систем дека функционира. Не постојано зборуваме универзитетите колку ни се лоши, и лоши со оној кампус доколку го видите, нели, на општествени науки, тоа таму е пропаст. Но во Македонија постои и финки од кои излегуваат одлични научници. Постои ПМФ од каде што излегуваат одлични научници. Значи, имаме здравствени институции, болници кои изгледаат ужасно, но израелските доктори на терен констатирале дека нивните македонски колеги, покрај тоа што немаат доволно ресурси, се одлични експерти. Овие животи беа спасени првенствено од македонските доктори, кои се продукт на овој систем. Не е трул системот во некоја абстрактна величина, туку трули се делови од системот кои со оваа генерализација системот е трул. Вие ги ставате во ист кош со трулите делови. Тоа што македонскиот правосуден систем зател и му застарило делото на Владо Бучковски за тенковските делови, дело за кој беше осуден, но застар едноставно, така се случи, дојде до ситуација на застарување. Тоа не значи дека целиот систем е трул. Затоа што некој пресудил дека треба да оди во затвор. Ја не се Тој што пресудил, ја мислам дека е во ред тоа, дека да, трул е системот, кај да загребите труло. Да бидеме реални, меѓутоа за тоа беше политичката промена. За тоа дојде политичката, да беше системот како што треба. Немаше толкаво мнозинство да гласа за спротивната политичка опција во Македонија. И покрај целата контрола што системот имаше на сите полуги во општеството, вклучувајќи ги медиумите. И сега, точно, системот беше трул.
и системот се уште кај да чепнеш, ќе видиш колку бил трул. 9 месеци не се време во кое вие може да го правите она што е промашено во претходните 7 години. Многу кратко време. Па не се само Плюс, 7. начинот на владење е сосема поинаков од оној кој го затекнавме го видовме во 2017 година, кога комплетно се избриша еден цел, како сите придобивки кои претходниот колку сака да го нарекуваат ги имаше. Едноставно луѓето беа тргнати. Тогаш не се работеше за партизација, тогаш немавте невладино организирање кое ќе викаше дека системот е трул и дека се партизира. Тогаш самата револуција беше во името на правдата и мирот, ако не се лажам. На крај испадна гола одмазда. Гола одмазда за оние политички фрустрации и немок кои ги носеа за цело време на владењето на Груевски. Сега е повторно истото. Сега имате политичка немок да артикулирате одредени политички барања на начин на кој тоа го прави сериозна политичка партија. Вие веќе немате сериозна политичка партија во опозицијскиот блок кој може да едноставно да промени нешто во системот. Сега ќе ви кажам и сега ќе влеземе во длабокото со ова, професоре. Значи, прво не е точно и нема да се согласам со вас дека сами си ова би било кога би се согласувала. СДСМ. СДСМ во оваа ситуација од првиот момент лидерот на СДСМ одлучи дека работите треба да се одат на еден државнички начин и треба да не се полемизира. Излезе на пресконференција, го кажа тоа, го напиша на Фейсбук. Следниот ден излезе една подпредседателка, блиска до поранешна асистентка на еден професор, кој се вика Љубомир Данилов Фрчковски, и буквално го погази се оно што кажа Филипче. Па човекот мораше да излегува уште еднаш, да се објаснува и да кажува што е работата. Дека ние треба да бидеме државници и нема да злоупотребуваме. Потоа, наеднаш на социјалните мрежи се појавија фотографии од синот на тој професор како или конзумира дрога. Тие слики не излегоа од власт. Тие слики излегоа од внатрешната борба во Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Од кој што еден дел вели ние сега треба да искористиме максимум, ги следи насоките кои токму Љубомир Фрчковски ги даде на 24 вести, а друг дел вели за ние да се спасиме како политичка партија, за да продолжиме да постоиме како политичка опција, за да бидеме сериозна фактор во да, шеството. Ние треба да расчистиме со овој начин на делување и ние треба да делуваме како политичка партија. Само да кажам, во што не се согласуваме тука? Па не се согласуваме во тоа дека целиот СДСМ е впрегнат во ова. Водството на СДСМ, председателот на СДСМ, господинот Филипче, не е во ова. И знаете како, во овој момент ние треба како одговорна јавност, сите, и покрај тоа што и модуларна му се случила ужасно, корупцијски скандали као министер ужасно, ние во овој момент треба да му помогнеме на Венко Филипче. Зашто? Да го артикулира. Зашто да му помогнам? Кога социјалдемократскиот не се огради од ова. Зашто да му помогнам? Ке се огради. Кога? Ке има битка внатре. Реална состојба, ваква политичка немоќ во последниве 30 години на партија која себе се декларира како државотворна, мислам далеко државотворна, немало досега. И токму оваа, како сакате наречете ја црна револуција или обоена или како сакате нарече, е обид на мала врата да се поправи нешто што политичката партија не може во моментов да го направи. Тоа е будење на членството или, ако сакате, како би рекол, обединување на членството околу определена цел. Не случајно одат пред влада, не случајно одат пред собранието. Не случајно, видите, ова е освежена, што би рекол ја, освежена шарена револуција од годините кога се случуваше во Македонија. И образецот е ист. Првата фаза
како што рече, погледајте ги паролите, погледајте ги инструкторите од Србија, погледајте го начинот на кој... Имаме еден коментар од Зоран Дојчиновски, кој вели: ја отровте сите македонската јавност со милион подкасти. Сигурно имаме најмногу новинари по глава на жител. Не е така. Дај, пронајдете се во други професии дефицитарни, како што е молери, дзидари и така натаму, ако сакате да помогнете за просперитет на Македонија. Господине Дојчиновски, еве јас да ви кажам, јас сум, например, имам завршено средно како се вика електро, имам познавање и работено во изработка на електрични инсталации, знам да го работам тоа, но потоа имам образование во делот на економијата, образование во делот на политичките науки, така што работам како новинар 10 години, живеам, не сум нешто богат, но си живеам еден мирен, повлечен, скромен живот. Сега вие да ми кажувате што да правам во мојата кариера е навистина неворет, иако, например, јас, моето CV, и ја се слагам со вас дека јас би требало да работам може би нешто друго. Не молер, ама, например, и од оваа влада сега, без навреда, и од таа предходно, и од таа пред неа, и од таа пред неа, мене да ми го погледнеш CV-то, и каде се не сум се обучувал, какви признанија се не сум добил, да ме споредиш со било кој министер. Добро, 1/10% од министрите може би се на моје ниво или погоре. Сите други се под мене. Еве, подкаст водам од тоа, живеам. Зошто? Затоа што мене системот не ме сака. Ја не сум син ниту на познат комуниста, ниту сум син на, како се вика, на некој кабадахија што крадел од државата, и сега као син на никој ништо, и покрај сите зашо син на никој ништо? Чекај, ти имаш татко и мајка како син. Не, како син на политички никој ништо, ме разбираш. Не биле моите дел од естаблишментот. Во овој момент максимумот кој јас можам да го имаме оваа радиостаница. Не можам сега, не ми е мене бучко татко па ја да бидам лидер на независни протести или пак да бидам директор на центар за истражување, не ми е фрчко татко, или пак да бидам, што знам, немам ја такво педигре едноставно. И мене улогата во овој кастински систем ми е ваква. Независно од моето образование, независно од се што сум постигнал во животот, независно од тоа што едноставно од нула сум почнал, сум изградил нешто, ја максимумот ми е овој, мене во овој ваш систем, нели, кој сега го напаѓаат, кој ќе го спасуваат баш оние кои го окупираа во изминатите години. Една работа мора да научиш, дека не мора да објаснуваш на пазарот на идеи, секој може да го купи, да ја купи она идеја за која мисли дека нашата очигледно се продава добро. Тоа е суштината и тоа е убавината на демократијата, не на анархијата, затоа што анархијата не претпоставува демократија, претпоставува рушење на институции, на системи. И токму тоа е убавината на демократијата, да имате различни идеи и да имате отворен пазар на идеите каде што секој ќе може да се пронајде, односно ќе може да го земи она што или да го слушни она што нема му конвенира. Да. Апсолутно не претендираме, бар ја не претендирам да имате задоволни слушатели или задоволни луѓе од вашите идеи секаде. Апсолутно. Убавината на демократијата е што постои една форма на организирање која се нарекува друштво со ограничена одговорност на едно лице, односно ДОЕЛ, и од позиција на ДОЕЛ, доколку вие сте чист пред државата, си ги плаќате сите даноци, чист пред себе. И чист пред себе, и вие немате никаков товар никому да удоволите. И не мора да објаснувате. И не мора, и така што ја тебе не ти објаснувам, Зоран Дојчиновски. Да, ма веќе му објаснив. Веќе ти објаснив, но еве, се извинувам, професоре, вие сте поискусен пубав, ги знаете овие работи. Со годините доаѓа зрелоста, знаете, не влегувате во, а посебно со социјалните мрежи, мислам, замислете ако влегувате во диалог или во расправа со секого. Едноставно не се влегува. Сепак
мора да имате определено ниво затоа што ќе се изедначите со оној со кој влегувате во диалог. Еве, кога сме кај шарените револуции кои во Украина ја отворија сезоната на лудилото, која трае до ден денес, Путин бара привремена администрација во Киев. Рускиот председател Владимир Путин предложи Украина да биде ставена под привремена меѓународна администрација која би организирала избори. Владата формирана по овие избори би имала легитимитет да преговара за мир и да ги подпише спогодбите за крај на војната. Би можело да се формира привремена администрација под надгледување на Обединетите нации, САД, европските земји и нашите партнери, изјави Владимир Путин. Представник на Белата куќа изјави дека владењето во Украина е определено од незиниот устав и од граѓаните. Сега погледнете што се случува со Украина. Сакајќи Украина да се тргне од тоа руско влијание кој беше присутно таму со Виктор Јануковиќ, кој на многу начини Украина ја направи да биде сателит на Русија, се случи таа шарена револуција. Веднаш по случувањето на таа шарена револуција се отцепи истокот, дел од истокот од земјата, Донецк и Луганск. Русите влегоа си го земаа Крим, тој не се отцепи, беше анектиран. Да. Буквално. Сега, во изминатите години, Украина има една демократско владење, не е на линија со Русија и така натаму, но по војната на 24 февруари 22 која почна, очигледно е дека Русија па покажа дека не е толку моќна како што изгледа, затоа што толку години е заглавена во еден конфликт или на одредена територија. Но оно што исто така се покажа е дека кога вие правите поделби, какви што беа направени со Мајдан, вие потоа не може да излезете како функционално општество. Кога вие правите поделби, извинете, како што се правише со шарената револуција во Македонија, вие потоа не може да излезете како функционално општество. Постои веројатност, професоре, сега како сакате вие кажете ми, да не постои никој од страна, па дури и сериозен политички субјект од внатре, да ги организира овие протести внатре. Тие единствено да се организираат од една единствена причина, а тоа е дел од луѓето едноставно не можат да поднесат да живеат во држава во која на власт е ВМРО. Зошто? Поради претходните поделби и поради претходната, како да кажам, претходната наелектризираност, претходните револуции, овие луѓе по инерција го прават ова што го прават. Овие луѓе по инерција не го прават ова, туку тоа е наследен стереотип во политиката од 90-тите години. Се знаеше, мислам, тоа е во основа заштита или ако сакате како би го превел preserved систем кој треба да биде заштитен од минатото. Пренесен на неговите наследници кои во основа се трансформираните комунисти во социјалдемократи. ВМРО-то е закана од 90-тите години. Ниту случајни беа бугарските летоци во 90-тите години. Ниту случајно беше големот увод во 2000-та година. Ниту случајни беа бомбите на Заев. Ниту случајна беше шарената револуција. Како сите промени во контекст на она што значи напад на системот доаѓаат кога имате промена на власта во државата, односно кога ВМРО доаѓа на власт. Просто неверојатно, значи будење на невладиниот сектор, будење на оној како се ка интелектуален дел на општеството кој никогаш не излегол од шемата на поранешниот режим на Југославија, едноставно не може да ја прифатат промената дека некој друг им влегува во она што им е оставено како наследство. И токму тоа е митот за државотворноста. Нас ни е дадена и оставена државата од нашите татковци и дедовци да продолжиме да ја владееме. И одеднаш некој друг влегува во системот и им го пореметува. Ова утро пред 28 минути сега ќе прочитам
еден текст напишан од Росица Кулакова, тоа е сестра на Фросина Кулакова, девојчето кое загина трагично и по кое почнаа протести. Насловот на колумната е "Зошто бев тивка и зошто повеќе не можам да бидам". Долго време ми требаше да соберам сила и храброст да ја напишам оваа објава. Но како човек што јавно и гласно ја поддржа иницијативата која е следен, чувствувам морална обврска да објаснам зошто изминатиот период бев толку тивка, затоа што длабоко во себе носам чувство на лична одговорност. Време е јавно да раскажам, хронолошки и без цензура, што точно се случуваше по убиството на мојата сестра Фросина. 31. јануари, денот на погребот. На денот кога ја погребувавме Фросина, додека ние бевме избезумени од болка и тага, се одржаа првите протести. Ние, незините најблиски, немавме поим што се случува во надворешниот свет. Болката ни ги затвори очите и ушите. Тогаш од еден искрен, спонтан и народен крик на болка се појави нешто друго. Некој болем со туѓа трагедија реши да прави профит. Така во јавноста се појави иницијативата "Кој е следен". Честни исклучоци постојам, но јас зборувам за сенките. Пред да објаснам зошто се чувствуваме злоупотребени како семејство, морам да нагласам дека има честни луѓе и во оваа иницијатива. Луѓе со добри намери. Ова не е критика до секој кој беше дел од кој е следен. Моите зборови се насочени кон организаторите. Не кон тие што ги гледаме со транспаренти, туку кон оние кои што се секогаш во сенките. Луѓето чии имиња не се појавуваат јавно, ама сите знаеме кои се. Тие што го водат протестот, а никогаш не одговараат за своите постапки. Вторите протести. Моментот кога стана јасно. Веќе на вторите протести се почувствува дека нешто не е во ред. Протестот веќе не беше на народот, имаше јасен организатор, агенда и насока. И да бидам искрена, тогаш се уште верував. Таа поддршка ми значеше. Мислев дека некој вистински се грижи, дека можеби има надеж. Но денес ми е жал што морам да кажам дека видов и доживеав нешто сосем спротивно. Манипулацијата почна и жртвата станува неважна. Присуствував на еден состанок, последен за мене, зашто немав повеќе сила. Таму, меѓу зборовите и молкот, јасно ми беше ставено до знаење дека Фросина не е важна, дека нашата болка не е важна. Важна е агендата, а жртвата е само инструмент. И тука морам да бидам прецизна. Тие што тогаш го водеа тој наратив, тие што не гледаа како средство не гледаа, а не како луѓе, денес стојат во позадина и ја поддржуваат иницијативата кој е следен. Не се тие што се појавуваат напред, туку тие што тивко ги влечат конците, не пуште цигари. И за да ви доволам за каков тип луѓе станува збор, тоа се истите што во минатото шетаа со транспаренти црквата да одјебе, што палеа канцеларии, што не познаваат граници кога се работи за промовирање на своите цели. Не зборувам за луѓето што искрено протестираат. Зборувам за тие што стојат зад сцената. За тие што имаат агенда, а не срце. 8 март, најболната навреда. Протестите за 8 март нема да ги коментирам. Ако некому му се чини соодветно да маршира со тенџериња и дрвени лажици од место каде што некој трагично загинал, нека му служи на чест. Јас мислам дека тоа беше врв на непочит. Инаку оваа иницијатива за 8 март организираше протест за праве на жените од сега таму. во Србија се случува истото навече.
Од ожалостено семејство до мета, последниот поднаслов. Не можам повеќе да молчам, не можам да гледам како нашата трагедија, а денес и трагедијата на уште многу семејства со слична судбина на нашето се користи, извртува и злоупотребува. Од едно семејство денес станавме стотици семејства и сега сите ранливи, сите полесни за манипулација. Системот не чини, тоа го знаеме сите, но луѓето што го креираат тој систем од сенка нема да ни го решат проблемот. Нивната борба не е за нас, ниту за вистината, ниту за правдата. Кој е следен? Да ве прашаме вас. Кој е следен? Која мајка? Кој брат? Која сестра? Која трагедија ќе биде следна наменито на вашите интереси? Пишува Фросина Кулакова на нејзиниот Facebook профил. Кулакова Росица, се извинувам, сестра на Фросина Кулакова на нејзиниот Facebook пред 28 минути. Порака од фамилија злоупотребена од истата оваа иницијатива. Мислам, се ова што го говориме во овие претходни сат и половина, ако не се лажаме, во контекст на ова што го напиша. Дека трагедијата е само, како сика, потик за она што веќе е испланирано и она што веќе треба да биде спроведено. А младоста е злоупотребена за цели кои се израз на политичка немоќ и на фрустрации од поединци кои тоа го носат со себе како резултат на промената на власта во државата и едноставно неприфаќањето на политичката стабилност која и се случува во Македонија во овие претходни 9 месеци и стравот дека правдата ќе биде испорачана за се она што се случуваше и се она што беше ставано по тепик и заборавано од обвинителството да биде процесуирано и гонето согласно правото и законите во оваа држава. Токму тоа е писанието на оваа млада девојка која искусила токму ја искусила не само болката, туку и злоупотребата на болката. Затоа и реков дека ова што се случува, оваа револуција, ако сакате наречете, а во основа нема боја затоа што црната не е боја. Да. Црната не е боја. Почитувани слушатели, тука негде ја затвараме оваа емисија на Утринско еспресо на Радио Лидер. Тоа е тоа. Еве, видовме многу, се обидовме и теоретски да ви објасниме работата. Еве на крај, сосем случајно, немој сега да барате заговор во ова. Росица го објави ова и практично ви објаснивме што се случува. И може да видат на сајтот, на разговорот на Zoom, како тоа функционира и како... Замислете, објаснавме сега тој разговор, него ни спомнавме. Да. Разговорот во кој што буквално се договараа како да... Да, и паролите кои се пренесени, само преведени на македонски, така што, знаете, оно што ми смета е кога увезувате нешто што ве прави да бидете дел од некој поширок геополитички план во кој не сакате да учествувате, меѓутоа очигледно дека постојат луѓе и постојат млади кои се лесни за манипулација и кои во основа се обидуваат во својата наивност да сменат нешто, а позади тоа стојат определени структури кои како се рационални во она што го посакуваат во контекст на она што го прават и она што го опекуваат на Македонија. Тоа очигледно е политичката нестабилност која ќе биде како увертира во промените кои се случуваат на геополитички план во регионот. Само да им испреким на колегите од lider.mk да го пренесат ставот на Росица Кулакова, затоа што е навистина... Ја уште сум шокиран од ова што го прочитав. Не верував дека може да се случи ова. Почитувани слушатели, ве гледате, слушате, размислувајте рационално, видете како да го смените системот без да ја уништите Македонија.